Најпрво благодарам на интересот. Како што кажа господинот Браун, навистина интересен викенд ќе имаме. Продолжува соработката на фондацијата Конрад Аденауер со ВМРО ДПМН, зашто сме посебно благодарни, бидејќи имаме можност да учиме од примери кои што веќе се во пракса во Сојузна Република Германија и мислиме дека тоа е значајно за сите нас. Ќе разговараме за енергетската криза, која што не е проблем само во Македонија, иако кај нас тој проблем е огромен, проблем е насекаде во Европа во овој момент. Ќе разговараме полека како енергетската криза се трансформира во финансиска и економска криза. Перспективите и планот и визијата во иднина. Тоа е суштината на овој викенд. Ние сме исклучително благодарни на фондацијата Конрад Аденауер што овозможува вакви настани да се случуваат, да можеме да разговараме за актуелни теми и се надевам дека ќе можеме како заклучок да донесеме некои нови предлог мерки кои што преку пратениците ќе ги предложиме во парламентот, а како политичка партија на следните избори ќе ги преточиме во програмски одредби. Дали, како што кажа нашиот гостин, развивањето на зелената енергија е едно од главните решенија за да се намени недостаток на електрична енергија во земјата. Јас би рекол дека тоа е дел од решенијата. Има повеќе начини како да се надмине оваа состојба. Зборуваме за производство на струјата, претпоставувам, на електричната енергија. Морам да напоменам дека ВМРО ДПМН како влада за прв пат во Македонија започна со поддршка на проекти кои што се од обновлива енергија, како што е водата, како што е ветерот, како што е сонцето, како што е биомасата, биогасот и така натаму. Така што, како и секогаш до сега, така и во иднина ВМРО ДПМН ќе биде авангарда и ќе биде носител на економскиот развој на Македонија како држава. Така ќе биде и во следниот мандат на владата. Фокусот ќе биде на енергетиката, фокусот ќе биде на економијата, фокусот ќе биде на финансискиот сектор и се разбира она кое што веќе го најавивме, а тоа е образованието, робусни реформи во здравството и така натаму и така натаму. Тоа е суштината. Благодарам.